Унија на жени при Општински комитет на ВМРО ДПМН Струмица се вклучува во одбележувањето на Светскиот ден на дијабетесот со една доброволна акција на мерење на шеќер кај нашите граѓани. Значи, Унија на жени се грижи за здравјето на луѓето. И сега сакам да напоменам која е важноста на времено откривање на шеќерната болест, односно дијабетот. Сушност, денес не зборуваме за болест, туку за состојба на шеќерна, значи тоа е состојба. Испаќа во групата на метаболни заболувања, која се карактеризира со покачени и односно високи вредности на шеќер во крвта. Како да се препознае болеста? Значи, денес најважно е да ги откриеме првите симптоми и навремено да се јавиме на лекар. Тоа се, значи, полиурија, тоа значи често мокрење, полидипсија, чупство на жед и полифагија с големен апетит. И сега, кога пациентот ќе се препознае во некои од тие симптоми, треба што побрзо да се јави кој својот матичен лекар, кој е должен да го упати на интернист, кој од своја страна ќе се превземе, значи, со соодветен третман. Сега да се запознаеме така информативно, значи постојат повеќе видови на дијабетес. Најчесто зборуваме за дијабетес тип 1, кој исклучиво се лекува со инсулин и тоа до крајот на животот. Постои дијабетес тип 2, кој може да се лекува и со таблетарна форма, но исто така и тој може да се лекува со инсулин. И сега алармантно е зголемениот број на луѓето со дијабетес. Кои се причините? Современиот начин на живење, стресот, брзата храна, нередовно јадење, обилни оброци и така натаму. Затоа, значи, треба навреме да се открие и соодветно да се лекува, а лекувањето е во почетокот со една диета, значи со исфрлување на брзи шеќери, правилна исхрана, а доколку тоа не помогне, тогаш пациентот се поставува на соодветна терапија, бидејќи шеќерната болест може да доведе до многу компликации, како на кардиоваскуларниот систем, така може да доведе до пореметување на крвните садови во мозокот, оштетување на бубрегот, на крвните садови на очите, значи честа причина за слепило и така натаму. Тоа е, значи, светски проблем. Еве, например, имаме податок за САД, значи, како развиена земја, но тоа е проблеми во високо развиените земји. Значи, порастот од 2001 до 2009 е за 23% зголемено. Во Македонија имаме околу 100.000 регистрирани со дијабетес, значи тоа представува 5% од населението. Во Струмица имаме околу 4.000 регистрирани дијабетичари, од кои околу 1.100 се на инсулинска терапија, а годишно имаме околу 50 до 60 нови случаи поставени на инсулинска терапија. Ново откриени, немаме некој увид годишно ниво во Струмица колку се, значи тоа е една алармантна бројка и сите тие пациенти, значи, веќе се потенцијални, значи со кардиоваскуларни нарушувања, бубрежни и сето тоа што го спомнав. Значи за тоа е многу важен скринингот, односно навременото откривање. И затоа ние често ги организираме вакви акции.